Македонија како држава се руши и тоа однатре. Кога наместо владење на правот имаме владење на парите, интересите и моќта, тоа е рушење на демократијата и државата и воспоставување на тоталитаристичко општество, алармира професорот Лазар Јовевски. Корупцијата е основен проблем кај нас. Тоа значи, пошироко и подалеку гледано, дека ние одиме по една многу стрмна удолница надоле, кон рушење на целиот демократски концепт на земјата, рушење на правниот систем, а со тоа и рушење на целата држава. До толку е сериозна работа. Мораме во овој дел да бидеме многу сериозни, ригорозни и да преземеме веднаш конкретни чекори и акции. Тоа мора да се случи веднаш по изборите. Како што е корупцијата за општеството, непотизмот го има истиот ефект во делот на трудот и работните односи. И на овој начин, според Јовевски, се руши системот, а со тоа и државата. Ако сакаш да си го уништиш бизнисот, вработувај луѓе кои што ти се непрофесионални, роднини пријатели кои што немаат компетенции, ќе си го уништиш бизнисот. Исто вие со државата. Ако вие вработувате во јавниот сектор некомпетентни луѓе на погрешни места, без одредени знаења, без одредени вештини, без одредени искуства, без определени карактерни капацитети да се справат со вршењето на јавната или давањето на јавната услуга, тогаш повторно го рушите системот. На овој пат е многу посериозна работата, затоа што во првиот случај, ако е бизнис аспект, пропаѓа една фирма на некој затоа што носел погрешни одлуки, овде ви пропаѓа целиот јавен систем, целата држава. Последниот извештај за перцепција на корупцијата на Transparency International ја рангира Македонија во друштво со Тринидад и Тобаго. Од 180 држави, Македонија има 42 поени од можни 100, а на листата до неа се Унгарија, Молдавија, Куба и Буркина Фасо.